Пред се сакам да се заблагодарам за поддршката што имавме во 2012. Се надавам дека и во 2013 ќе имаме уште подлабока соработка. Значи, Струмичкиот театар, ова е последна премиера со представата Волшебникот од Оз по авторот Лиман Франк Браун, во режи на Димов, сценографија и костюмографија на Николај Нинов и композитор на представата е Иван Стојанов. Значи, во играат 9 актери, кои се од Струмичкиот ансамбл, и актер гостин е Јулија Милкова, која игра Дороти. Значи, ова година завршуваме волшебно, значи за најмладите повторно, ова представа дека ова 2012 година Народниот театар Антон Панов ја заокружи за најмладата публика. Значи, ова 2012 која требаше да биде кобна за човечкото битие, еве тоа помина и сакам на целата јавност да дојде да ја виде представата, ова волшебна представа, Волшебникот од Оз. Мило ми е дека имам тая възможност да позборувам пред медиите и въобще пред така струмичкото общество. За първи път сме нашият екип во тој театър и се надявам не за последен от и тия около 40 дена дека поминаа. Мислам дека много добро е тука атмосферата в театърот, трупата, глумците прекрасни са и ми се сака и за напред да продължавам да работам с них. Правим нещо, което е много трудно, представа за деца, от и децата са най-вистинската публика. Там няма куртуазия, няма мислям едно, а кажувам друго, там или си добър, или не си. И това ми е за трети път в живота. Аз имам близо 50 представи направено, а само трета ми е детска и много се вълнувам, що кажат утре струмичките деца. Това е един текст, който е несъмнена класика, който е вълнувал фантазията на поколения деца, повече от 100 години вече, около 100 години е тексто. И мислам дека ние сме намерили внутре такива съвременни мали детайли, които да комуницират добро со съвременните деца. И съвременните деца не са както преди 50, а още повече како преди 100 години. Посланието е много позитивно. Това, че иде момент в живота, от кога сам трябва да тръгнеш по пътят и да се справиш сам со предизвикателствата на животот и тогава ќе бидеш силен и тогава ќе бидеш паметен, ќе бидеш личност. Значи во контекст на тоа што го каже режисерот Димо Димов, дека представата е едно ново модерно видување негово пред се и преку нас актерите и преку сценографијата и преку тоа како се правени ликовите. Ново модерно за тоа што сите ликови од цртаниот филм што сме ги гледали, може би овде нема во целост да бидат прикажани како што се во цртаниот филм или во филмот. Значи, имаме еден оригинален пристап кон правењето на ликовите и кон раскажувањето воопшто на целата приказна, одејќи преку сценографијата, костимите и музиката. Во однос на мојот лик, јас го играм лимениот човек, ставивме еден модифициран глас кој е малку роботски звучи, за да нели бевме во целата приказна да се склопи дека се прави нешто модерно. Повеќе не сакам да откривам, само сакам да кажам дека имав прекрасно искуство со екипата и дека би сакал повеќе да работам на детски представи, заради тоа што и на нам актерите ни е потребно тоа, бидејќи повеќе се ослободуваме и повеќе се играме, што всушност и е театарот. Детската представа бара повеќе игра, отвореност на фантазијата, нема тука кочници, да сгрешиш нешто не е толку страшно, додека ако се работи драмски
така да кажем, сериозен текст, сите имаме некакви бариери. Тоа е најубавото нешто што ми се случи сепак по втор пат, да речеме, годинава во процес додека се спрема детска представа. Како што кажа директорот Драги, да, јас ја играм Дороти и сакам да кажам дека сум многу среќна заради тоа што ја играм Дороти. Може би ви звучи малку себично, да, но од секогаш сум сакала да играм Дороти. Јас искрено приватно и си купив куче за, нели, да го крстам Тото. За представата не сакам многу да ви откријам, освен да пратам една порака до сите гледачи, дека представата да е за деца и младинци, но јас би им порачала и на возрастните да дојдат и да ја посетат оваа представа, затоа што мислам дека треба и ние возрастните да се посетиме на пораката што ја носи оваа представа, а тоа е меѓу другото и пријателство.